Добро вечер на сите, колку и да ви има пред малите екрани, каде во следните 50 на минути ќе можете да најдете засолниште од секојдневните грижи. Заедно со нас, секако Нои со минералната вода Визјана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор. Одлична е за здравје, меѓутоа и за добра кондиција. Нашите партнери се секако здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак, бидејќи се задолжителни ги има насекаде, како и вкусните меснати, но и сувомеснати специјалитети на месната индустрија Екстра Мейн. Производите на Арис, кои секогаш ви ја гарантираат вашата чиста околина, што е многу важно за здравјето на секој еден од нас, и незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски секако, ако ги посетите. Изборите помина и сега ќе биде што ќе биде. А ние би требало да видиме што ќе биде. А што ќе биде? Тоа само Бог знае однапред. Добро, може би уште десетина што одлучуваат. Како што живееме ние веќе 30 години или 2000 богати одлучуваат за 2 милиони сиромашни. Како паркет сме сите, ако добро не наместиш, можеш да не газиш и повеќе од 30 години. Ги знам бре некои кои се обогатија за кратко време. Беа сиромашни што се вели куче немаше за што да ги касне, а сега скапи расни кучи ќе чуваат наместо деца да чуваат. А на суд, таму за жал завршуваат само постарите и оние посиромашните. Вели судијата на еден старец, знаеш ли бе ти зошто си тука? Знам, рекол ти ко старецот со наведната глава, знам. Затоа што ме болат нозете и не можев да избегаме те затоа. Значи кај нас е дозволено крадењето, забрането е да ве фатат како крадете. Ама добро, и за тоа има лек, само што не чини 5 банки, нели, чини малку повеќе пари. Да, плати па клати што се вели, тоа на слобода. Ајде бе, оправете се веќе, дајте малку надеж на овој народ. Доста ни е веќе да се смееме од мака, ајде малку направете да плачем, ама од среќа. Се нешто се тешиме со мислата што ја имаме чуено многу пати, кај е текло, пак ќе течи. Даде, таа мисла е убава, ама ретко кој знае дека таа мисла има кажано водоводжијата перо, додека поправал судопер некаде кај некоја баба. Се тече и се семенува, само македончето за жал исто си останува. Да, стои во место. 3 напред и веднаш обава, 3 назад. Ама тоа, знаете зошто? За да дојдете пак на почеток, каде ќе видите што и вечерва ќе гледате во Нема љутиш. Доста обуки во оваа сфера и мислам дека си се пронајдов во ова што го правам, во ова што го работам и на крајот од денот најважно е тоа. Тако ја објаснуваше еден мештанин од село Белјаковце, кад седе смо пред задругу и пие смо ладно, грч пиво на плюс 37 степена. Колко тој било ладно у Сибир кад бија преко фирму на терен. Сигурно га издава под Кирил, мајко. Možda to kući mač, he? I opasan čovjek. Stojko! Тенка вика граница меѓу упорен и напорен. Да, тој може да се претера ако не пазиш. Да. Треба да се пази. Движиме ние и оваа вечер кон добар хумор, многу насмевки, секако убава забава. Доаѓаме до делот предвиден за нашиот гостин вечерва, или подобро кажано, гостинка. Драго ми е што вечерва можам да ја најавам нашата колешка, која е тука во студиото на Нема љутиш, Викторија Петровска, водителка во ТВ Сонце. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Чест ми е. И на нас. И на нас, сигурно. Вика што води Викторија. Може да води што сака. И кога сака. И кога Вика, сака, од да. водителство водела пајдушко 2 пати. Тоа е за лидерски способности, вика. CV пишува Да. дека водела Оро, вика 2 пати и пишува лидерски способности. Па пајдушко да го водиш, да ти па, кажи. И така Е става. лидерска позиција, да. Не су свесни странци колку е тој тешко или Да, тешко ти не тоа да знаеш ги 3 напред, 1 назад да изиграш, не пајдушко да ги Зашто бе мора да има назад у наши ораве? Не ли може само напред да иде? А што има 3 напред, 3 назад, значи се е увесно. Некој од нас има 3 напред, 5 назад. Тако ми изгледа 33 години до Ајде сега. ќе тргнеме и напред.
Водителка, добро реков, ама и презентерка, мислам, на вести, така? Токму така и новинарка во информативна редакција на телевизија Сонце веќе 6 години. 3 во едно, браво, пакет. One man show. Добро, ај малку за твојата животна приказна. Од каде ти си по потекло од Велес? Не, по потекло од Градско, поточно од село близу до Градско Ногаевци, меѓутоа со факултетот во Скопје и веќе оваа година 10-та година ми е во Скопје јубилејна. Инаку завршив правен факултет, магистрирав на правни студии, но од која памтам за себе со водителството, со ваквите манифестации, со медиумите и така не ја работам професијата, меѓутоа го работам она кое што навистина ми исполнува и го сакам. Добро, инаку значи адвокатка, се уште не? Магистар по право, немам правосуден, магистар по деловно право, меѓутоа еден ден оставам да видам како ќе се движат работите, па можеби ќе поработам на професијата. Ова е само генерална проба, малку говор, тренинг на говор. Да, велам да ми помине меракот со ова, па ќе видиме. Нека си стои тоа. Добро. Кога рече правен факултет, за момент помислив дека новинарски одсек, Не бидејќи таму е направлен. да, сите тоа го мислат, меѓутоа не новинарски одсек, но доста обуки во оваа сфера и мислам дека си се пронајдов во ова што го правам, во ова што го работам и на крајот од денот најважно е тоа, да го сакаш она кое што Што од трите најмногу те исполнува? Рековме презентер, водителка и новинарка. Да, јас започнав како новинар во информативната редакција, потоа и со моја авторска емисија, културно-забавна, нели како ваша колешка. И мислам дека во тоа најмногу се пронајдов, од секогаш ме инспирирале приказните на другите луѓе, многу добар слушател сум, сакам да ги слушам луѓето, многу ме мотивира и ме инспирира приказната на обичниот човек, на човекот што допрва треба нешто да создаде или создава. И тука мислам дека најдобро се пронаоѓам, меѓутоа за работа исто така најмногу се пронаоѓам во оние надворешни проекти како модератор, кога ќе ме поканат да го водам нели целиот настан и тоа мислам дека најмногу ми лежи, најмногу го сакам. Да, и гледам дека го потенцираш како четврта твоја способност од овие трите што ги набројавме и модератор. Да, 3+1, меѓутоа не толку помалку важно, можеби за мене некако најважно и најшто ми исполнува е тоа. Има ли ангажмани како модератор сега? Не знам колку по тие настани. Предпоставувам, јас знам, но дел од публиката можеби не знае. Модератор тоа е кога на некој настан ти го водиш текот на разговорот. Така, тебе ти се остава сето она кое што е предвидено нели да најавуваш, да ги најавуваш гостите и говорниците. Има, за среќа има, јас велам дека квалитетот се препознава и оставам да видат другите како работам и потоа нели ќе те видат, ќе те викнат и така сум дошла до таму и мислам дека за среќа се повеќе има такви некои настани кои што Модераторот е тезгар? Модераторот е тезга, да, дефинитивно, тезга. Дефинитивно. Модератор. Ја прво помислев да кажу оној Дека тераш работи моду. с моду, а? Да, модератор. Тако викаше тате, вика и овој го тера моду. Тера многу добро се облача, тера го моду. Ти не го тераш моду, Драган, многу си се здебелија. Знаеш ли, Драган, кога ти јаде, не му вика пријатно. Вика му, пали једеш. Зашто ме пријатно? Они мода. Кога ме е дома, викамо пријатно кад си идемо. То пријатно, Бог да си пријатно. Што е тоа што те зарази да се занимаваш со оваа професија? Ја често пати велам дека нам мора нешто да ни фали кога имаме потреба да се прикажуваме толку често пред луѓе вака. Не, мене не ми фалеше ништо, меѓутоа како што кажав од самото детство многу сакав да пишувам, бев активна на сите оние конкурси литературни, на сите тие читања литературни, па како водителка ме ангажираа таму и можеби уште од 4-5 одделение го застакав тоа. Исто така тука ќе си ја споменам професорката по македонски јазик која што имаше големо влијание во сето она кое што сум денес. Ми ги доверува можеби сите можни настани кои што се одржува. Учев во гимназијата во Велес Кочорацин. Нешто со Велес мора да има, да, најдобро од Велес. Нема гимназија. Ама драго ми е. Нема гимназија. Нема гимназија. Што така со гордост го истакна твоето место каде што си родена, браво. Ногаевци, да, Па секогаш. многу сакаја да скријат дека доаѓаат од некои селски средини, а не знам зошто. Не, јас сум си горда од каде што доаѓам и секогаш се навраќам на. И со справа. Така е. И ја го тој поштои.
Браво. И тако е треба да Јас биде. велам- И со право, магистар по право. Магистар по право. Onda se vrati u Nogaевци со справ. Па да. Со право. Селско дете, за сега бива, јас така. Селско дете, браво. Па тоа не е навреда воопшто. Не мој бе вика да си има Здраво жено дете, од град, бе вика тој Славо Штилјево, ни знае да работи земи, си вика жено од село. Да зему жено од село, па да не тепа, вика сви поред. Здраво дете, знаете, кој нас кад кажеше за некоја селско дете, значи здраво Значи дете. здраво, да. Јадро дете, А здраво. добро, здрава се. Здраво дете. Има га. Тако е нешто беше. Инаку, еве кога спомнавме модератор, тера мода, ти си присутна и на друштвените мрежи, што значи друштвена си. Друштвена сум, да. Така викаат, не знам. Доста си активна таму. Активна сум, меѓутоа не ради реда или ради да се експонирам, туку ради тоа што не знам ме прави среќна тоа да сум таму и да имам една група на луѓе со кои што таму си се почитуваме и си се сакаме. Еве пред некој ден ми беше роден ден и се уште враќам на пораки, многу ме прави тоа среќна што ги имам сите тие луѓе макар и виртуелно таму. Така, дали имаш некоја амбиција за инфлуенсерство или не? Инфлуенсерство, сега кој како си го сваќа. Јас, например, инфлуенсер, има луѓе што стрикно си го работат инфлуенсерството и секоја чест за нив. Меѓутоа јас себе си не се декларирам за инфлуенсер. Се она кое што го објавувам, дали на Инстаграм, дали на Фејсбук, е она што јас сум и она што јас го правам. Не знам, објавувам како вежбам, тоа е мој начин на живот и ете, можеби ќе мотивирам некој, меѓутоа тоа не е инфлуенсерство. Инфлуенсерство е работа и професија денес. Која што И платена текако работа. е платена и сериозно. Не велам дека немам соработки со одредени фирми. Неки брендови, амбиција, тоа прашам. Меѓутоа не. Добро, ние можеме, деви, јас сум активен на друштвени мрежи, но тоа е за оние луѓе кои не се пријатели во тој круг Токму така, ја објавуваме, првично нели? сакам да инспирирам со сето она кое што јас го правам и кое што сум јас, отколку да земам да рекламирам нешто. Сметам дека за да си инфлуенсер треба веќе да имаш професија позади себе. Жално е што млади луѓе, млади девојчиња сметаат дека еве ќе бидеме само инфлуенсери. Не, ќе имаш професија, ќе се образуваш, па потоа биди што сакаш. Добро, да, сонот им е да бидат активни на интернет, претпоставувам, и да собираат публика. Може би не им е јасно дека мора со нешто да ја заслужиш таа публика. Претпоставувам дека треба така да оди таа конекција и насока кон Јас сметам дека инфлуенсерство. најпрво треба да се образуваш, да си некој нешто, да имаш професија позади себе, а потоа да пласираш што и да сакаш таму на социјалните мрежи, тоа е еден дел од тебе и од твојата личност. Права си. Во право сум. Во Правен факултет. Ете, види. Ете, школа си вреди, бе, Драгане. Не Кога така. тогаш? Кога ќе си дојде на своја? Да. Школа. Татко ми што вели за што ти е таа диплома? Еве гледаш дипломата, кога тогаш ќе се излезе на видели. Тачно, тачно. Може и да се покаже некогаш. Кажи ми, колку следбеници имаш? Имаш следбеници на социјалните мрежи? Имам доста на Инстаграм, можеби Добра број. над 65.000. Охо! Кои што се собирале така. Не со цел, туку така сиделе луѓето. Без некои посебни содржини, без таа намера да бидеш инфлуенсер, 60.000 Без намера. Јас. не е мала бројка. Ради Реално. мене. Колку што мислиш ти ја тако? Шминкај си, ти веќе и ти имаш што се секираш. Ама не, Вики е против шминка. Знам, тој прочита. Против шминко, она поише прочита сака дека природен шминко, изглед. Колку чисто- што јас Да. дознам, Сакам сакаш Дека природен беше изглед. црвено Користиш кървиче шминка, обавезно и кафено моливче за уста. Така, да. Кажемо се знам паптија. како женско ме вампирија Ето, работа. пам, Много тоа зашто да не Се пам. кидемо на тој тему малце натамо, иду со свиките ќе те прашам нешто околу тој тему. Ај баш ке ме прашаш. Не дека нешто пропагирам без шминка. Не, користиш шминка, Користам меѓутоа- шминка, меѓутоа јас велам шминка, ама да се познаеме кога ќе се видиме. Аха, нели? Да не биде она, Да, или- оној ефектот рано на сабај. Строго без филтри, без фотошопи, без какви Немаш сме, за- такви сме, ништо од тоа. Меѓутоа шминка за да се познаеме, да. Ништо повеќе. Значи не користиш дури ни на ова, нема кај тебе оној Не, не, муабет, нема филтри. не ме гледа ти во живо да ме видиш на слика, на фотографија каква сум. Не, и ми го давале Да. комплиментите и исто си во живо. Да. Ствари ми давале комплимент во живо си поубава, па тука малце сум била чекај сега, толку не ми чинат сликите, зашо се сликам толку? Толку ли зашто сум не можеш бирава на во живо? сликите? Сакам да те прашам, бидејќи имаш сега што е провокативна фотографија е големо прашање, не би рекол провокативно, меѓутоа фотографии од разни профили. Си имала ли некојаш непријатности поради тоа? Коментари од некои
лош тип, безобразни, да кажам, коментари. Овој ќе се најде такво нешто, Вацка. Да, тоа ќе го кажев. Овој ќе Јас се не знам најде која нема таква жена нешто, или кој човек нема такви коментари, меѓутоа Која е тенденцијата? Повеќе такви или тоа се минорни во бројка незначителни кои... Дали се одобрува тоа кај да смие прашање? Бидејќи, да кажем, во Србија, одат многу подалеку со фотографиите, дури со видеа, Знаете и како? нема таков тип на коментари. Имаат, меѓутоа не е тоа голем знаете број. како јас сметам дека ништо не е страшно тоа млада девојка да се објави слика и во бикини, да се објави слика со деколте или не знам тоа. Мислам дека не кажува ништо за тебе дека си провокативна или дека си Апсолутно. ваква. Со текот на времето научив да не ги читам сите тие коментари. Мајка ми ги чита и ми вика ќе ми се јави, тој таму избриши го коментар. Па незина е таа работа, Тој модератор. Да, дебре мамо кога стигна да Не, видиш. тоа се вика поинаку како е, се вика тој што е Администратор. администратор. Ја викам Како па кој? оние што биле администратори, знаеш тие. Ја па викам ова кој? Кучињата ќе се лајат, караванот ќе си врви. И се тој врви, да. па стигам, Еве, што ќе се? баш врвам, немам Ева, време баш сега. така, што? Кој што сака ќе си каже, мислам тоа е. Сега да не бидеме до крајност вулгарни, тоа блокирам веќе. Да, За да добро, добро. заслужиш кај мене блок, треба стварно Да си ептен да поминеш да сите поминеш граници. црвена граница, црвена линија. Црвена линија Да. или сите граници или да си, ој како викаш Славија, што ги проваѓаш сите граници? Кој се вика со Мигрант? Имигрант. Емигранти, бе, они ги проваѓаш сите Како ги граници. вика со Значи, Дечко вика ги Па да, поминеш сите тие- граници, ти да си мигрант. Аха. Тие бе панели тако ги носи бе, са тие, преку тие. граница, тамо до тамо. Шминка, да, не во голема мера, и кога велиш дека поради професијата мораш некогаш да користиш. Секогаш поради професија. Так, дали си за естетски корекции драстични, предпоставувам драстични не, бидејќи рече до препознатливост шминкање, предпоставувам дека не ја држиш теза, тоа ти треба оние корекции да бидат баш радикални. Оние Дали што се во мода. Па до непрепознатливост, која ќе да усти кои што не се природни, според мене. Воопшто не се Не делуваат природно. Така. Има корекции кои што тешко е да ги препознаеш дека Се работи за направено истата личноста. Да, се работи за иста личност, ја препознаваш. Дали ти ги поддржуваш? Поддржувам секој да си прави што сака, меѓутоа лично за себе сметам дека не би одела до толкави крајности. Сметам дека сепак треба да си ја задржиш таа своја автентичност и не сум тој лик што би правил такви драстични промени. Многу се симам за сакам да прифатам оваква и тоа е Немаш тоа. потреба сега. Да, меѓутоа не остудувам. Ако тебе ти убаво со толкава усна, слободно. Еден мој пријател вика да дадем на еднога другара 5000 евра вика да направи пластична операција. И сак не може да га препознам. Не ми ги враќа пари. Ке се да. Ама на заем Па заедно ми да. Дадем му 5000 евра вика да Единствено, ке се направи. надоврзам овде, Не може да да. го препознам. Ке се надоврзам, единствено што ми смета е тоа што веќе секоја втора почна да наликува на секоја друга. И тоа ми смета, јас ја сакам сепак на природна автентичност на самата личност. Очигледно имаат некои калупи кога ги нудат операциите сите Или личат одат една сите на кај друга. исто. Па не, па они два тројца се тие ваѓаш и Тие, ги прават, да. тие се у мода и кај Меѓутоа, нив се. секој нека си прави како. Ти поддржуваш ли операција за промена на пол? Па не. Зашто не? И па- И за поддржуваш ли и зашто да? Па еве на пример не. А зашто нема да се оној до непрепознатливост Тоа не дека иде. препознатливост Затоа иде, да, да. И после може да се изненадиме. А ми Може да сме се стари да изненадиме. идемо по тие работи, бе, што те стра тебе? Млади треба да ги стра. Ама оно старо џубре ќе се запали да се прави. Знаеш ли ти? Да не биде тај работа како дечко и девојка кога се деле. Ма беше тако еден-два седи, она насмејана, тако е малце он тужан. Вика Зоки, па што си тужан? Па вика не мора да значи дека е голем проблем ако имаш мал пенис. Он вика, што знам бе Ани, ја повише сум за тој ти уопште да га немаш. Добро, не се разбрале тука. А тој после љубовно да шавку легав. Мушко и женско. И женско брка тамо негде. Ја века, а што? Убава? Не убава, него си мисло пие јака ти имаше такви. Да се подсети само. Уживаш ли? Не, подсетуј се. Но тој може многу незгодно да биде. Еве кратко ти дали. Тоа Сега не ти рече тоа дека да не се мешаш во туѓи животи, но
Поддржуваш или не такви работи? Кој е твоето мислење? за Не тие? се мешам во туѓи животи, да, ќе се надоврзам, меѓутоа во моја близина не сакам, подобро. не сакам, подалеку. И јас до дзици седнам и... Кажеш? Куде имаше у тие? Видиш дека не ти врту грби. Куде имаше, Драгане, да отидеш тамо, например, у Тајван? А? Да, там ги имало Отидеш много. тамо има многу. Да, бе, не И од знаеш. 5 може 4 да ти се Како паднат викаш? такви. Куда бре, батко, па ми истисно. Да, много незгодно. Ама може то да ми е биде. истисно. Мо, стварно може да биде незгодно. Да. Добро. Од незгодно идемо на згодно. Добре, идемо Може? на згодно, да. Ај едно видео да видимо дали ќе успееме Викита да го насмееме, кога сме веќе куде дечки за кои не знаеме што се тач. Леле. Па ја мислам овој... Едно време, бре, мајко му жене се тепасва за мужи. За мужи. Сега? А сега мужи се тепав женски. Да се врати во еден рук. Подитно. Подитно. Тоа ти. После видеово. Да се врати војниот рок. И јас сум за тој, да. Добро, ако го прави ова среќен. Ајде да водимо љубав. Не, страме да не остане од друго страње. Стање. Ама нема ке пазимо. Сигурно ли, Боби? Сигурно бе, даце. Сигурно ли бо? Сигурно ме даце. Уау! Добро, ајде да бегамо тој тему, имамо си убаво водителку наше друштво Мица, до куде забегасмо, видиш и што може да правиме. Нека се бидат луѓето што сакаат, ајде да не им се меш. Да си биде тоа што сакаат и секој да си тера она што сака, ти си задоволна рече од она што го правиш, рече имаш колку 60 и кусур илјади следбеници. Околу 66-7. Што мислиш ти вака ја да земам некој позов? Да ме слика колку би на прву фатија следбенички. Како да ги Па ако направам? те споделам, ќе фатиш. Следбенички, споделиш? ама Да. пази до секс Да не има и следбеници. Не може да биде 60.000 следбеника, Да викаш 5.000 после тргниме. Бриши. Бриши ова. Ај, се Еве договори. после вики извини, избриши го Тргни го такот. Додека се договориме со Вики пауза со други содржини, па се враќаме со вториот дел. Останете со него, љутиш. Дзебе, дзибрина. Тоа значи многу ладно. Вулка да фатиш. Пингвини по двор шетава, бели мечке поштура нас. Тако ја објаснуваше еден мештанин од село Белјаковце, кад седе смо пред задругу и пие смо ладно, грч пиво на плюс 37 степена. Колко тој било ладно у Сибир кад бија преко фирму на терен. Додуше, фрдија беше некој пиво повише, а и ми не лаже смо. Наредили ги бесма флаше од пиво како војници на оној дрвена стал. Нормално одма следуеше реплика. Ладно е летоска под ладовину, Вука. Не може да фатиш, него да утепаш. Пингвини бега од људи и не су у двор и на крај мечка не разнаса пошту за тој што не знае да чита. У целото дискусију за ладно студено од Дзибрина и Дзебе, најбитно беше дека автобус два пат ни избега, затоа што не можеше да се убедиме кој управо. И дека за малку ќе остане смо на спање куде истога мештанина да се убедуваме колку Дзебе и е Дзибрина у Сибир. Види. И мајку му веќе цело време мутам се прави, а глед. Куќа тур... Ова не е онај неговата, е како касарина сигурно. Оле, ова е малако, убаво бре. А онај неговата. Свежи ми стојко мој, види дуќан, боже, по железари. Но ово е бре што пише, пази на куќи маче. Ти, џабе му паре бре кад не писмен, па не се бре тако пишуе. Пишуе се, пази се. Куче не е опасно, ама газдарица гледа турски серије. Ништо не разбира. Да не погрешу, бре, дали е негова. Бат Стојко! Бат Стојко, бре!
Изяде бре некој ќутец, јас сигурно лего него бре многу направено. Види, па и подкровле. Сигурно га издава под Кирил, мајко. Баш да тој кучи мач, а? И опасан човек, бе. Стојко! Еј! Па јас знам глуфе, бре, зар до толку. Бе, Стојко! Пара да пару иде, бре. Види, немачки систем што ти е. Од Лозницу право у буре, нема фира, лалда ме, овој постиснат од мене, види. Што е све направија? Па види, бре, јам бар му модерен, бре. Боже. Бре, мајко, види, бре, што ти немачки системи чарапе од тамо. Види. Ем гребе, млади, мајко. А не смрди, бре, чудно. Дали гилигицка? Гили. Стој! Кој иде? Ке пуцам! Пукни, бре, па ти знам дека ќе пукнеш. Ама од муку, што сам ти доше ја на гости, а не ти на мене. Па доста е, бре, брате, више. Свак ден како сват да си ми. Кој што прави ти кој е мене? Преко главу. Сега, јас сам доше, има ти се узнаев гости. Бре, шта бре, мене ми е тој останало од војску, бе. Овој све од војску. Мајко му, ти што беше у војску, бре, генерал некој? Не бре, тој стој! Ке пуцам! Тој ми е останал од војску. И ако може, не викај толку, спие женичка у куќу. У коју? Да. У коју? У твоју или на комшу? У моју куќу, у спалну, јас сам тој до неја из Немачку. Кога? Жену или спалну? Море бъде се Стојко. Нека спие жена у куќу, у спалну из Немачку, а ти бре види, у којнски кола спиеш бре, джербанци су бегале бре на времето со вие којнски кола од туја. Убавиња. А тие кучи и маче, бре, што си ги пишае на порто, они куде спие? У подкровле, да не су под Кирил? Не бре, и они спие у спалну. Па да. Па што си, бре, пишае так да се пази од нима? Не бре, јас сам убаво пишаена, брата. Пази на нима, да не ги нагазиш, бе, ставре. Куче е салонско, а маче е перциско. Знаев да искочив тој по двор да шетав. Убавиња, још шатке ти фали да шетам по двори, да ме засерев и да ми се узнаев и гости и све. О, куде сам доше, ај бар сипи по едну ракiju. Па, ја немам ракiju. Зашто? Па ја не пiju ракiju дома, а и шатке више немам. Од детества нема кој да те усере. Они вева тој за украс иде сва по двор натамна. И ти си вина изгледа само за украс, не тебе. Бре, какав украс, тие твои години више ни за украс на жену ти не можеш да бидеш. С изглед може нешто. Те ставимо. Да, изгледаш такој како страшило те ставимо у бостан. Или може тој у двор да те нацртамо, тој поберем да ги плашиш оние шатке што летив да ме не засере. А ти да не понесе од твојуто? Па не те срам! Бре, да не си потржија више од мојуто, никад дојдеш да гости. Отиде ја! Те малер си, значи, уф! Ставре, пази на куче и на маче натам кај идеш, Мрш! Еве да се враќаме со вториот дел и Викторија Петровска, вечерашна наша гостинка, колешка, водителка, модераторка. И терамо право. Инфлуенсерка идна. И само право. Јас си само предвидувам дека ќе бидеш инфлуенсерка во
Блиска иднина. Зашто да не, Па ајде. ако имаш толку Плюс, следбеници. меѓутоа не само инфлуенсерка. Да, Покрај се. Сигурно, ама Покрај ти се. си обезбедена, ти веќе имаш примарна професија, Така. што ретко која има. И професија која си стои, која може да ја работи. И која актуелна би рекол и И има може да чао, прави другаре. парички Диплома појави. е многу важна И работа. диплома. И диплома има, Драган. Стварно ли адвокат Илдажев много? Не знам. Не знам, уводи, а не она. Ово, неутрален одговор, па ќе биде колешка после на Ама нима. видели одма пап, има Дипломатски. осет за право. Да се огради. Дипломатски, не знам. Има осети за политичарку. Па добро Видели се. на дистанца. Дали веруваш во хороскоп? Кога нешто ми се допаѓа само тоа. И јас само тоа. Види, на сите покажувам тоа. Гледа што ми Гледа, пише, види. гледа. 100%. Овој знак го погоди очекува, пари го очекува. Тоа Одма Тоа одговара. е тоа. Инаку што си во хороскоп? во хороскоп типичен бик. Леле. Па кажа девојче Дупли дека пред 2 дана во Е. е роѓендан. Дупли бик. Кажа ли? Може Па ти е прега тебе сме кажала, кажа. не ми е мене. Се кажа. Да. А мене пред колко дана ми е бе роѓено? За девојчиња знаеш, да види за мене. Па данаска на тебе ти е роѓендан на 6 мај, на Ѓурѓедан. Ѓуро. Ѓуро. Па честитари ми роѓен. Честитати. К, не Па на телефон. Па пијан сам бија. Сигурно не се сеќам за тој уопште. Озбилно ти кажам. Ја ич неќу тој на телефон на блиски, да ги пишу среќен роѓендан на телефон, у поруку овамо онамо и да види сви дека сам ја честитаја роѓендан на социјалну мрежа. Јас сакам за роденден да ете така. Јави Среќан, ми се, не несреќан, мора сега и да ми оно, коментираш значи, на тие и да блиски што се пишеш. таква. Сега очекуваш да ти вратам и на коментаров, да ти вратам и во порака за марато, луѓе да јави се, кажи среќен роденден да завршиме тука. Добро, јас ги почитувам и едните и другите. Оние поблиските, нели, ќе се јават на телефон, оние со кои немаш директна комуникација, Добро, оние да, виртуелните тоа е. пријатели, нормално дека таму ќе Да, ти пишат. то, добро, тој е Па уред. што си ми се јавља на телефон? Откуди ја и ти толку блиски? Јас имам сега Па што една ми вртиш порака. грба го не сме? Па и не сме блиски, вртиш грба. Фала што ме Ако, добро. подсети, па цело време за тој. Не, дека смо блиски, нема да ти врту. Дека не смо блиски, нема да ти врту. Имав една порака, 4 пати мислам беше пратена на денот на роденденот, истата порака, вај да чекаше човекот да му вратам, Машко, благодарам, мислам. Да, од Машко беше. Ми смо тоа, ми смо тие Добро упорни. ќе ти вратам, не мора 4 пати истото. Ми смо тие упорни. Да. Што вика, не води девојке убав, него упоран. Да. Тенка е вика граница меѓу упорен и напорен. Да, тој може да се претера ако не пазиш. Да. Треба да се пази во свак случај. Што мислиш во нашата професија? Ај на нас машките малку ни е као полесно нешто, као ние не, еве гледај, ја до колки една кошула му дадов и сите емисии ги протеру таа кошула. Ама јас погоди сум си кошула. на радно место, Вики. Ја немам Тоа го проблем бара со шалтерот, стажот, мислам, шалтерот, кошула, значи, јас сум маска. си облечен по кодекс на облачање за шалтерско радника. Шалтерски А систем. ти како странка можеш да доваѓаш што сакаш облечено. Мене не ми е проблем никакав. Не, за мене ми интересира само дали се бањаш, менјаш не, марем дољам веш менјаш. Да ти кажу, бања се значи на Ѓурѓевдон, се бањае па на Митрото. Тој како порано кога ти скачале комите и кога кад се се пребира. враќа. Епа да, фала Богу, да. На машките велам, ајде, ќе ни простат во било која гардероба се појавиме, некако така гледа публиката кај нас, меѓутоа кај дамите тоа се забележува и нели секогаш се коментира стилот на облекување, начинот, фризурата. Колку мислиш дека тоа во професијата е важно, како што е важно да кажеме и Многу. кај пеачите, кај Многу е важно. оние што се јавни личности, впрочем. Многу е важно, можеби најважно, пред да се спремаш за концептот, нели, за она што го правиш и она што го водиш, сметам дека исто толку време треба да посветиш и на тоа како изгледаш, како се однесуваш пред камера, каква ти е шминката и каква ти е косата. Се во пакет, тоа си ти и тоа кажува за тебе. Да бидеш жена на оваа професија, мислам дека има малку поголема одговорност, но она што е најважно за мене е тоа дека сметам дека треба да знаеш како да се облечеш за било која пригода. Не можеш исто на роден ден да отидеш и да седнеш на емисија или да водиш вести или пак да седнеш на политичка емисија. Се знае кога треба са кој кошула, кога треба деколте за народот. Значи тоа се води сметка, тоа ми е Да. драго што. Не е секогаш исто. Право се, значи дали си и ти во емисија која е ток шоу, па дали читаш вести, па дали си приватно на некој роден ден. Не може на вести без сако. Може. Сум видел дека може кај нас. Може и тоа како може. Да, сметам дека треба секој да се знае како да се облече за било која пригода. Не коментирам стил, за стилот не се говори, не се расправа, меѓутоа
во секоја пригода треба да знаеш како да се облечеш. Така, не, Чекај да видам добра сам. Па, ја не знам, 5 плюс. Збориме за средна школа, не збориме за факултет. Иначе десетко ќе дадемо. Право не. Десетка. 12 веќе, Евровизија, што ти е? Пред некој ден Павло Светло, ја иначе живеам во зграда без лифт на 6-ти спрат. И Павло, не, улазам у зграда и се гаси светло и па се пали. И ги слушам комшија пред мене идет. И вика муж на жену, знаеш ли му ли колко си убава кад си пијана? Најверојатно она малко, знаеш. Она вика, па и ти си убав кад сам пијана. А чекај, Тако да... угасано ли светло било? Не, ба, ја улегнав, оно се угаси свет. И док да стигну да го упалу, оно се упали. Значи иде некој пред мене и ги слуша. Не, зашто и ти си убав на угасано светло. Исто како тебе. Добро, ама ти се пошминкаш. Подруго е Вики, кажи ја. Ама пази, сак Друго Веќе си, се нашминкаш, друго приема си. за одавање. Малку друго. И ја како Викита, малко Малку да се познаеме. Природно, Да се познаеме. Да се разпознаеме. На кој не може да се разпознаеме без Да не се одминеме. Ти водиш сметка за твојот изглед, дефинитивно. И мене ми е драго што имаме такви колешки кои што водат сметка за тој дел, затоа што мислам дека е важно исто како тебе. Што мислиш за диетите? Практикуваш ли некогаш диети? Дали е нужно? Затоа што се замараат многу млади девојки кои мислат дека ама мора баш се да биде онака тенко. Па едно време се сеќавам манекенките беа по 20 кила. За среќа веќе помина тоа време, не е тоа време веќе. Што мислиш за диетите? Не сум човек што држи диети, што може да држи диети, се гледа по мене. Ама ти си најдобар доказ дека диетата не е нужна за да некој изгледа добро. Меѓутоа, вежбам, мораме да го потенцираме тој факт. Вежбам секоја сабајле од 8 до 10, тука ќе си ја поздравам и мојата фитнес инструкторка Марина, која што година и пол ме трпи и се закачи вака на врат. Сметам дека вежбањето и како ми помогна и како е важно и за енергија и за изглед, меѓутоа јадам за да вежбам за да јадам. Така, значи може да се анулира нешто тоа кој... Сега, жално е да се прејадуваш и да јадеш глупости на толку труд и толку вежбање, меѓутоа диета како диета и режим како режим не е за мене, дефинитивно. Значи подобро е според тебе опција да се јаде она што ти е вкусно, Што да е не се можно претерува? поздраво, сега да не се претерува, меѓутоа знам да си каснам и чоколадо, сега не да го изедам сето. Да не си измачуваш едноставно, Ете меѓутоа така, да да. си дадеш простор за вежбање, да се потрудиш во тој дел за да можеш физичка да активност, компензираш. физичка активност под број 1. Било каква. И да одиш, сакаш да одиш. Сакам да одам. Пази само тој не кажи, Вика, кај трчаат луѓето, а нигде не одат. не кажи тој пред дечка некога твојега, посебно ако планираш муж да ти биде. Сакаш и да одиш, ај оди, донеси ми пиво, ќе да праќа, не може кога те праша, не може така. Мој комшо вика, ми увек пред едење се молимо. Ја му викам, ми дома не моја жена добро кува. Зашто се моли? Што има да се молим, да се Погаѓа моли, го дали ќе одење. стане, дали нема да стане. А бе трчаш, вика, трчам до фрижидерот. Тој фрижидер среќа што има светло. Ја ноќе сум многу активен. Јас Ама стварно од кој го светло се дебело. измисли тој светленце у фрижидер, Свет тамнина и дојдеш до фрижидер, отвориш ga и унутра рај. Да, а вика, рај ти е гарсонјера, вика. Фрижидерот ти е до тебе. Одма да тебе, пошто не е далеко. Рај. Да, рај. Не мора да... Мене тој светло ме дебели. И твоја инструкторка може ли с мој стомак нешто да направи? Ќе направиме нешто, ќе Да? направиме. Може Има. она како Па пешки магиониче. ако појдеш од Куманово до Скопје. Од зелен чај вика може да оставам за ако трчам до Кина. Пробај. За ова вежбањето има многу вицови. Вика, Ајде. 2 години у теретана, никакви резултати, одам да видам, вика, што е работа. Идам да Да видам. видиш што е. Меѓутоа треба да почнеш, јас од кога почнав не застанав. Ми стана рутина. Сметам дека одлуката е таа. Донеси одлука, почни и тере. Да. Јас ни испофалив во поглед на твоите фотографии, нема да погледнеме од тие фотографии, сакам некои фотографии од твоето минато да те представиме така пред гледачите, а кој сака да те види во сегашно издание, ќе те посети на Facebook профилот или на Instagram, сигурно и таму се Да, тие да, сегде може да ме посети. Ќе те најде, а? Посети, сегде ме има од фрижидер излога. Ајде да видиме, освен на ТВ и на сите друштвени медиуми.
Ова е твоја слика на вестите Работното адреса. место. Ова е кога почнуваш, Ова е така? кога почнав, Види кога ли? не знам кај се наоѓа. Колку не сака женските стари слики. Не, Толку ми е Ми помило. прави сикле това да го гледам. Ајде вргу друга, следна. Минувај. Следна. Ова ми е ова е- многу драга. Ова може добро. Да, ова е татко ми, многу ми е драга фотографијата. Колку си тога, не си проведен? Година дена ова ми е на крштевката. Би. Да, многу ми е сладко. И татко ми е Си била мирно, лепота. бебе? Мирно бебе кое што тешко прозборело, ама кога прозборело па не се собрело. Нема застанување после. Типична женска приказна. Типична женска Да. приказна, да. Да. Ајде следна фотографија. Ова е Е, веќе нешто. ова е од моите патриотски денови. И добро, Ова е не? кога бев слаба. Ма ја пак ќе кажам, значи жената не мора да биде преслаба за да биде Не, така се преубава. сакам повеќе. Апсолутно. Меѓутоа таму сум исто така некој дете, детиште на 22-3 години. 22-3 кај е ова? Ова е Крушево за Илинден. Затоа велиш од патриотските Од делови. патриотските, меѓутоа исто така, многу драга слика. Супер. Ајде да видиме, имаме уште 2 месечини. Ова со вашиот. Не може Со батканина. да ја прескокнам ова. Многу сакам. И ова е, мислам, Ова е паза кај фотографија, мене. не? Кај тебе на Ова е емисија. лани, кај мене на емисија. Нино Величковски. Многу го сакам. Какво мислење имаш за него? Прекрасен човек, пред се джентлмен, музичар одличен. Кој е според тебе некој прототип за водител, не мора да е од Македонија, може од цел свет, како треба да изгледа водителка, се едно. Може и машко, може и женско, може и по еден од и машко и женско. Како треба модерен водител во ова време, шоумен да изгледа? Не мора да е шоумен, ајде, не е важно. Не би да одам тука со имиња, јас сметам дека најпрво треба да си спремен. Кога велам спремен, не треба само да си спремен за фотографија, туку да си спремен за она што сакаш да го испрезентираш, за човекот што ќе ти дојде. Мене ми се случува гостите кај мене во емисија да се презадоволни од самиот муабет, од тоа колку јас за нив знам и колку сум се спремила и мислам дека првата и клучна работа е тоа колку си му посветила на гостинот и време и внимание и истражување за него. Второ, стилот го кажавме, дикцијата секако тука, македонскиот јазик, правописот, гледам сето тоа да на колку што е можно по високо ниво да ми е. И тоа е тоа за во Македонија. Не знам, тука би ја споменала Билјана Дебрлиева како водител и како жена која што навистина инспирира и ми е некој пример за тоа како треба да изгледа еден водител презентер. И едно од ретките која успеа И да си го направи убава задржа трансформација од македонската телевизија па во приватните телевизии сега. Значи некако не знам, фати така ми се чини, така ми изгледа фати чекор со модерното Да, време. меѓутоа ми се допаѓа тоа што си остана своја, си остана она смирена со свој препознатлив белек и стил. Така, до ден денес. До ден денес. Супер е. Сега, ние ги гледаш оние подарочиња таму во кеси што се тоа се од нашите пријатели. Многу Спонзори. пријатели имате? Имаме пријатели. Господа те чува од пријатели си, имаме и ти си ни драга пријателка од денеска, се надевам. Драго ми и вие мене. Ама да ги добиеш, спомна некој, викаш многу вицеви има за теретање, а кажи ни еден виц. Не мора да е за теретање, за било што. Да ги заслужиш, ако сакаш. Иако не дека не ги заслужи досега со главето. Вчера бевме со еден колега на снимање, имаше некој отворен ден, некој гостителско школа и пробувавме таму некои благи, сладки и он го кажа, вицот сега ќе му го земам за да ги заслужам. Слободно, јас знаеш што ми велам на луѓето кога ми кажуваат било што е интересно и духовито, велам да знаеш дека ќе го прераскажам во емисија, да? Чисто Ти за го авторски раскажувам права јас. да се договориме. Најверојатно од Слободно. К15, како и да е, вика, девојче, ај направи едно сладко кафе како тебе. Девојкава прави сладко кафе, го носи со шеќер, вика. Си се преценила. Ова е преблаго. Си се Било благо. Било благо, Много благо. И по-добро свак за себе мора да мисли добро. Не, ти за себе не ли мислиш дека си... Што да мислиш ти за себе? Што бе, јас со стрило кума га служи кафе, што ти е тоа? О, шербет! Шербет, да. Како би изгледало твое кафе, стварно ти да го правиш? Убаво. Спрема тој. Мушко кафе.
Пази, мушко е, ама мушко кафе е можда едно од најубави кафења. Па да, бе, знаеш. Нели, кај мак 3-годишниот дете Пијател чачек да застане и с едну ногу и да не пропадне. Ја Кој ли, кафе, тоа е да. репрезентатор. Дојди на кафе, имам убава раки. Стварно тој кад се видува, мајка се видимо на кафе, никад не биде кафе, бе. Ќе пие уни кој е Од понеделник. А кој понеделник? Екстра Мейн, наши пријатели со местнати производи, да ги пробаш, повели веројатно. Да, сум ги пробала, ви благодарам. Имаш чуено за нив, имаш и Секако, дегустирано. секако. Бучен Козјак, позната фирма од нашиот град, млечни производи, јогуртот им е фантастичен. За стомак е многу добар и ја го пијам, ама би изгледа претерувам. Ќе прашам инструкторка. Не, прашај, молим те, Ќе дали прашам, јогурт, ќе прашам. затоа што е пробиотик, нели? И сега као помага за стомак. Ја мислам помага да го снема стомакот, да би изгледа не е за тоа. Не, он помага генерално за стомак, да имаш стомак. И да, помага за стомак, има. Не, стварно Битно многу е помага. здрав. Битно помага. Така велат педиатрите, посебно за Ова дечињата можавам било. да чистам. Не го кажавме. И по ништо ќе го оставиме тука за после Да емисија. ви чистам. Тама студиото нешто не ни е. Пази една ручка мако тамо може да се скине. Добро да не е нуклеарен материјал. Добро да е, ја само Ќе да- остане повели. Арис исто наши пријатели тука фирма од Куманово, многу добри препарати. Значи не мора ни да ој, пост. Овие секако ќе ги пробам, секоја недела си Пробај правам ги. генералка дома во стан, така да ќе се најдам. Јас планирам генералко кој мене пробај да ми јавиш. На кој начин тој чудо функционира. И тачка на поклони. Ресторан Етнос Латинчевски, ваучер 2000 денари, Викторија Петровска. А, на За ова посебно ќе гостување му во се емисијата радувам. нема Обожавам ги. да шетам и да си Имаш дегустирам. одно објатно са? Во едно не. Не. Ако имам случај, еве шанса. Прилика. Друштво ќе си одбереш, многу убав амбиент, супер. Стварно има службени специјалитети, Значи меѓутоа како повели. шалтер. Како шалтер од Службено работ. Оверено. Па да. А, работи добро. Шалтер од работи, значи ова важи. Ви Важи. благодарам, дечки. Нешто да не те прашава да сакаш да кажеш, тоа е прочуено новинарско прашање. Вика, ќе се надоврзам, никогаш, вика, ако си добар новинар, немој да поставиш нешто што не те прашав, па сакаш да кажеш, и на гостинот немој да го прашаш, како ти беше името? Или презиме. Презимето може да сте од нама име. во Името сега. никако. Како беше? Ете, јас поставив. Прекрасно си поминав. Мислам дека можеме вака да тераме до утре, меѓутоа ќе оставиме ајде за некоја друга прилика. Може би кај мене? Може би. Благодарам што беше наша гостинка. Ми И беше ти драго. посакувам убава кариера, зашто и да се одлучиш во иднина, сега за сега како водителка и модераторка, а после дај Боже и како правник да те видим еден ден, ама не во судница. Не од другата Не страна. може да ни требаш како правник. И не би сакал да ти имам од противната страна. Зборуваш бре, брате, многу. Ви благодарам и вам, бевте прекрасни водители, ми беше многу драго. Исто. А на нас? А на нас Банана. А на вас уште малку нема љутиш. Ај сега вака на крај да се договориме ако може. Доста е веќе назад, јас велам така, верувам вие ќе прифатите. Мораме напред, нели? Мораме, ама сите заедно. Мора да се договориме оти, видете. И така веќе се ни е онака измешано и тоа не е баш лошо, онака пристојно. Само уште една работа мораме да смениме, бидејќи нели поголемиот дел како што реков, ние добра работата, таа лошата ќе ја смениме. Добрите што се? Реков, се е смешано. Јазикот македонски, ама има и албански и ромски. Добро одлучиле. Затоа пасошот е бугарски, музиката е српска, кафето е турско, масото шведска, вака. Добро, да, вецето не е полско, ама кај најде од тебе салатата да биде руска, мајка? Затоа си мислам, може би во маркетите во последно време онаа прочуена стара мајонез салата ни ја продаваат како француска, оти на шведска маса, не оди бе, кај оди руска салата? Ама добро, одиме ние, да, повторно, веќе следниот викенд заедно со минералната вода Визијана се убава и свежа мисла, млечните производи од Бучен Козјак, вкусните специјалитети од Екстра Мейн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. До тогаш и вие можете да одите и тоа каде сакате, под услов пак да се вратите во ова исто друштво, во ист термин, на истата телевизија. До тогаш, чао. успално бе Стојко, ставре беше. Ако бе причам си причам.
Добро вечер на сите, колку и да ви има. За лажање, наредили ги бесмо, ама сам го завлекија. Пред малите екрани, каде во следните 50 на минути ќе можете да ајде, Драгане. Одмah нареди, ја се све. Ајде малку направете да се плачеме, бе. Беше,